сакаме или не, дали нам ни се допаѓало или не, технологијата денес се повеќе зема замав и оди напред. А со тоа заедно и интернетот кој што го има нели централното место во интернет или сајбер просторот. Токму за овие теми говориме денес со универзитетскиот професор господин Борис Арсов, кој што е гостин во емисијата од своја страна во денешното издание. Професоре, во најавата не кажав и раководител на секторот за телекомуникации во Агенцијата за електронски комуникации исто така. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да говориме токму за интернетот, за технологијата денес која што се повеќе зема замав и оди напред, за безбедноста на интернет, како е да се биде безбеден, како да се заштитиме на интернетот и за многу други теми поврзани токму со ова. Најпрво ви благодарам што ја прифативте мојата покана, како сте? Ви благодарам и на вас. Одлично и поздрав до гледачите на ТВ Сонце. Ви благодарам. Во месец февруари се одбележа 5 или 6 февруари чинам светски ден за безбедни на интернет, односно безбедност, како да бидеме безбедни на интернет. Што за вас значи денес безбедноста на интернет, колку е лесно или можеби предизвик да се постигне истата? Па видете, како и секоја работа во животот, ние самите треба прво да гледаме да се чуваме од било која опасност која што не демне околу нас, така и пристапот до интернет, земајќи се поголем замав во нашето општество и во светски рамки, секогаш мора да гледаат луѓето кои што пристапуваат до интернет, да гледаат и да внимаваат на кои интернет страни ги посетуваат и односно да гледаат самите да посветуваат внимание на својата заштита. Како и секое наше обкружување, така и овде мораме ние да се заштитиме. Постојат доста апликации кои што може да се искористат за заштита од несакани последици, по кои што ќе говориме во понатамошниот дел од нашиот разговор. И ние можеме да ги користиме на тој начин, а може исто така и да го ограничиме самиот пристап до интернет. Колку денес сме безбедни, се чувствуваме безбедно во интернет просторот, односно на интернет мрежата и како институцијата на која што сте раководител на секторот за телекомуникации, односно Агенцијата за електронски комуникации, придонесува кон посигурна безбедност на интернет? Видете, значи институциите и поготово оние кои што им е задача, така да кажеме, да водат грижа за корисниците кои што користат телекомуникацијски услуги, во овој дел не можат да направат нешто драстично, да направат некоја заштита која што граѓаните и корисниците би можеле да ја искористат. Поставено е на самите граѓани тоа да го гледаат и да внимаваат. А од друга страна може и операторите да се ги заштитат своите корисници, со тоа што корисниците ќе отидат кај операторите и ќе им посочат како тоа сето да го направат, односно да направат ограничување на пристап на интернет на одредени интернет страни кои што не сакаат да ги посетуваат или мислат дека се небезбедни за нивните податоци или останато. Така да пазарот е оставен самиот да се регулира, тоа така е и во други држави, во европските држави. Исто така ние нешто посебно не сме измислиле, не сме направиле, ги следиме трендовите кои што се во нашето обкружување и на европско ниво и светско ниво. Така да тој дел е оставен самите оператори и самите корисници да внимаваат што посетуваат, како посетуваат, бидејќи на крајот на криштата и самото ограничување не можете да го направите, затоа што тоа е исто како да го ограничите и да ја ограничите и слободата на говорот. Затоа што интернетот денеска станува алатка која што така да кажеме е
повеќе потребна отколку што може да ја скратите и да не ја користите. Сите бараат да имаат пристап до интернет. Дури се случува некогаш да некоја услуга да ако ја немате а е повеќе потребна како струја, вода, а да не се реагира така, а ако ќе нема интернет сите, нели поготово помладите велат леле интернет нема и како да нели што се вели пропаднала да застанал светот. А другите услуги да речеме не се обрнува внимание затоа што интернетот е се поголем зазема се поголем замав и поголема можност за користење и пристап до соодветни информации. Така, вие напоменавте дека можеме сами да се заштитиме на интернет. Предпоставувам различни се начините кога ќе се заштити физичко лице од правно лице. Кои се најчестите препораки кои што ги упатувате еве конкретно кон физичките лица? Како најлесно сами да превенираме и да се заштитиме од злоупотреба на интернет? Па, видете, најпрвин, ако сакаме да се заштитиме, треба многу внимателно да видиме што користиме на интернет и кои интернет страни ги посетуваме. Најчесто треба да се посетуваат оние интернет страници кои што ни се проверени или ни се дадени како препорака да ги користиме. Од друга страна, може да се користат интернет страници кои што се на одредени институции, кои што се проверени. Или да прашаме во некоја институција или банка кој е нивната апликација за да може да се користат нивните услуги. Додека пак за делот на едукација или едуцирање или собирање на информации, исто така се користат соодветни интернет портали или агрегати на вести кои што се исто така проверени. Мора да се внимава на тоа да страните кои што се посетуваат да бидат точно прецизирани од одредени луѓе кои што веќе користеле такви страни. Тоа е највака побезбедно. Инаку 100% безбедно ништо нема на светов, така да и интернетот и пристапот до него не може да биде безбеден со 100% сигурност, бидејќи секогаш тој што сака нешто да направи некоја несакана работа е еден чекор пред нас, затоа што ние не размислуваме нешто да направиме лошо, туку размислуваме да го нештото искористиме за добробит на нашето знаење или за нашето користење на одредени услуги, а тој што сака нешто да направи лошо размислува како тоа да го направи и со кои алатки и сето тоа да го направи. Така и предпоставам тоа веќе испремен и знае и уме како да и располага со соодветна опрема која што вложил за да ја набави и да ја искористи против нас или против луѓето кои што сака да ги насочи нештата. Сакале ние или не, интернетот ни стана секојдневие, како за повозрасната категорија на луѓе, така и за децата. Денес, народски кажано, детето се раѓа со телефон, со лаптоп, со интернет, можеби за жал. А како да ги заштитиме децата на интернет? Колку родителите се свесни за присуството на децата во онлайн просторот, можеби, еве? Па, видите, према домашните, не само децата, и останатите членови во семејството, треба повеќе да си посветиме меѓу нас внимание. Така, поготово на нашите деца, треба да посветиме внимание во делот на анимација на други и занимација со други активности кои што ќе им го оттргне вниманието од интернетот или ќе им го ограничи. Самите да бидат свесни дека треба да се користи со одредена ограничена можност, затоа што со контрола, надзор. Секако постојат апликации кои што родителите може да ги користат за да ги да вршат надзор на она што нивните деца гледаат или посетуваат, кои страници ги посетуваат. Може тоа да се направи, постојат соодветни апликации. Меѓутоа, знаете како, подобро е по мене да ги анимираме нашите деца со други активности, да им посветиме внимание, отколку да им забраниме.
затоа што секогаш кога нешто забрануваме, може да има обратен ефект. Има обратен ефект. За жал така е. За жал и мојата препорака секогаш е да ние на нашите деца и дома себе да си посветиме внимание на други активности, отколку да забрануваме и да правиме одредени рестрикции во по-конкретно во делот на интернет. Секако дека не треба скроз да го забраниме тоа, меѓутоа може да се ограничи на одредено време, кое што одредено време ќе биде посветено на повеќе едукативни активности, кое што нашето дете ќе може да го користи интернетот за таа намена. Тука, затоа кажам, тука и ние сме вклучени во целата работа и ние да го користиме интернетот со ограничени можности, односно со ограничен пристап, за да можеме да бидеме посигурни во самото негово користење, да не се доведеме во ситуација да користиме, да седиме цело време на телефон или на компјутер, а да дадеме можност на тој што сака нешто да направи лошо на нас, да ни направи лошо. Што пократко посетуваме или на интервали го користиме интернетот, толку е помала веројатноста да тој што сака нешто да ни направи, да може да направи. Значи секоја сесија која што се упатува како пристап према интернетот, да биде со пократки интервали, за да може тој, ако сака некој да ни влезе, да може да му ја прекинеме сесијата и да го стопираме привремено, да не ни направи некоја поголема штета. Така, тука се наметнува прашањето колку македонците, колку нашето општество уме разумно да го користи интернет? Према одредени испитувања до кои јас имам дојдено, сите, да речеме, имаме пристап до интернет, од 500.000 домакинства, скоро сите 500 имаат можност, а колку го користат, тоа е нивно, зависно од тоа колку сакаат да го користат и нели колку имаат средства за да користат, затоа што и тоа сепак чини пари, нели колку и брзината на самиот интернет пристап чини соодветни средства, односно парични средства, и колку семејството е во можност сето тоа да го плати према операторот кој што ја нуди таа услуга. Така да замавот кој што и користењето на интернетот во Македонија е навистина на високо ниво. Ги следиме сите апликации и сите можности кои што ги дава и интернет пристапот и технологии, како се пристапува до интернет, дали е тоа преку фиксна мрежа, дали е тоа преку мобилна мрежа, дали е тоа преку со 4G, дали е 5G, дали е преку оптика, дали е преку кабел, во зависност од тоа со каква технологија операторот располага. Така да во Македонија може да кажам дека навистина е на доста високо ниво на Балканот, а и во Европа во делот на телекомуникацијските услуги, па така и во делот на користење на интернетот. Така да мислам дека едно семејство во Македонија многу често користи интернет и мислам дека тоа е добро, а пак ќе кажам добро да се користи во едукативни цели и што е можно пократко, да не биде тоа цел ден да се седи на Создава ли зависност интернетот? Да, секако дека создава зависност. Од тие причини и говорам дека потребно е што пократко да се користи сето тоа. Од овие претходни разговори кои што ги, односно напатствија кои што ги дадов, за да можеме да бидеме на некој начин посигурни во делот на користење на самиот интернет. Ќе кажам дека секако, ако и приватните фирми имаат соодветни апликации и заштити кои што може да се употребат во делот на нивна заштита на податоци, да не се истите, така да кажеме, украдат од страна на одредени несакани
персони кои што користат такви алатки за блокирање или така да кажеме забранет пристап до своите информации, па потоа да бараат соодветни средства за да ви ги одблокираат податоците со кои што располагате како приватна фирма или како физичко лице кое што располага со доверливи информации, за да не се до тоа не се доведе или се намали ризикот од такво нешто, мора да се набават соодветни апликации кои што секако дека чинат соодветни парични средства. Колку што е поскапа апликацијата, толку е посигурна. Оние што се бесплатни апликации секако дека се многу лесно за пробивање и оние, така да кажеме, хакери, може многу лесно да ги пробијат истите. Еднаш објавено и еднаш ставено на интернет останува таму трајно. Колку ние сме свесни за тоа и колку сме свесни за последиците од злоупотребата на личните податоци денес? Па точно е тоа дека она што треба што се поставува на интернет, на оние профили кои што одредени личности ги користат, навистина мора да внимаваат што поставуваат на тие нивни лични портали, бидејќи сето тоа може да се нормално да се злоупотреби. Заштитата за такво нешто е можна, пак ќе кажам, меѓутоа треба да се има соодветно познавање за како може сето тоа да се заштити, да се ограничи, да се блокира, за да не може оној кој што сака да ви ги открадне податоците, да не може тоа да го направи или да го направи со тешкотија, па да се откаже од намерата за тоа да го направи. Целата суштина е всушност да пристапот на тој што сака нешто да ви направи да му биде многу тежок. Значи да не може тоа да го направи и од тие причини се и тие апликации кои што зборувам дека се навистина со висока цена и затоа во зависност од доверливоста на информациите со кои што располагаме, така и треба да се вложува во тоа да се тие исти заштит, да соодветно заштитат. Бидејќи не само што пристапот до интернет е ризичен за нас како граѓани и како правни лица, ризично е и она што го поседуваме во нашиот компјутер и во нашиот телефон, затоа што оние кои што сакаат да направат соодветна штета, може и да ви влезат и во телефонот, може да ви влезат и во компјутерот преку соодветни мрежи кои што се преку Wi-Fi, преку... Да, ова веќе звучи и сериозно. Така да е, навистина, мора многу да се внимава, да се проверуваат уредите со кои ги користиме, да не примаме соодветни подароци од непознати лица кои што се непроверени, во кои што уреди може да бидат инсталирани соодветни, така да кажеме, тројански апликации, кои што тројански апликации може да ни направат соодветна штета, односно пристап на тој што ни го подарил уредот, да има пристап до нашите податоци и лесно може да ни ги злоупотреби и искористи. Така, сами да си купиме телефони. Така е тоа, да. Кога говориме за злоупотребата и заштитата на личните податоци, тука неминовно ми се наметнува и купувањето, шопингот онлайн, кој што е се позачестена појава. Колку купувачите онлайн се свесни за злоупотребата на личните податоци и колку се случува сето тоа? Па мислам дека свеста на граѓаните почнува да проработува, така да кажеме. Меѓутоа се повеќе се пазари онлайн. Така е, се почесто е актуелно пазарењето онлайн. Меѓутоа пак ќе кажам, мора многу да се внимава на кои страници се врши пазарењето. Тие страници мора да бидат проверени страници, мора да бидат со препорака, значи веќе некој што користил, а не претрпел соодветна штета при купувањето при вршењето на купување на одредени производи. Така да сето тоа мора многу да се внимава, бидејќи затоа велам, ако самите не се заштитиме,
многу потешко друг може да не заштити. И од тие причини секогаш говорам дека најдобра заштита е личната заштита, значи самите да си се заштитиме со соодветна едукација, со разговор меѓу колеги, со размена на мислења, размена на информации, се со цел да дојдеме до што е можно подобри информации за одредени интернет страни кои што се навистина сигурни и кои што можеме да ги користиме, а од друга страна и банките треба да превземат соодветни чекори и соодветни заштити за да си ги заштитат од друга страна и корисниците. Во други држави, колку што јас имам информација и колку што сум користел соодветни информации со колегите од странство, постојат во сите банки надвор од Македонија постојат специјални заштити кои што банките си ги заштитуваат клиентите, па дури и ако настане одредена трансакција која што е несакана, самата банка прави или стопирање на трансакцијата, или ако веќе е направена трансакцијата, врши обештетување на корисникот, се со цел корисникот да не биде оштетен и да не претрпи соодветни последици. Говоревме за самозаштитата, меѓутоа што е со законската регулатива, колку државата излегува во пресред на оштетениот, односно што вели законската регулатива во делот на заштитата во сајбер просторот? Законските регулативи во државата, па и во сите држави надвор од Македонија, не се регулирани во тој сегмент. Затоа велам, секоја институција и секоја компанија си врши заштита самата си ја заштитува, затоа што секоја заштита и се плаќа. Секој софтвер кој што врши соодветна заштита на било да е на уредите, било да се на страниците кои што се посетуваат, самата институција врши соодветна заштита, бидејќи државата не може да направи ограничувања, бидејќи од друга страна може да настане контраефект, да се говори дека се прават одредени забрани, државата врши рестрикција на граѓаните до пристап до информации и од тие причини во директиви кои што Европската унија ги презентира и ги наметнува, не се во насока на тоа да се стриктно да се вршат соодветни заштити, даваат насоки како да се вршат заштитите. Има глобално, да речеме, сега еве актуелно нели е одредени руски сајтови, така да кажеме, да бидат забранети за одредени држави. Сето тоа мислам дека сега ќе се промени малку со светските политики кои што следат. Меѓутоа, еве, сведоци сме на тоа дека одредени руски страници беа забранети да се користат на глобално ниво. Државата може да даде генерална забрана на да не се користи одредена страница или одреден портал, меѓутоа тоа е генерално земено, генерално направено со одлука на самата држава и тука мора да се почитуваат тие одлуки. А закон како закон или директива како директива Европската унија нема поставено прецизно, тоа е оставено на секоја држава да си го регулира и да си го поставува сама со себе. Ги споменавте едукациите за безбедно користење на интернетот. Колку кај нас се чести ваквите едукации и колкава е заинтересираноста за посетата и присуството на истите? Па, еве, колегите кои што се во областа, колку што можеме заедно држиме соодветни предавања, држиме соодветни едукација и на граѓаните и на нашите, поготово и на децата, како сето тоа да го работат и да посетуваат соодветно посебно внимание. Меѓутоа,
пак ќе кажам, сето тоа е индивидуално, сите мора да внимаваме, многу да внимаваме, бидејќи секоја наша постапка во делот на интернет светот самите ние си ја правиме, самите се доведуваме до ситуација да бидеме безбедни или да не бидеме безбедни. И од тие причини македонскиот народ генерално земено ги следи овие нападствија и во комуникација и со студентите и со луѓето со кои што соработуваме сме на мислење дека македонскиот народ почнува да ја сваќа сериозноста на оваа проблематика, имајќи предвид дека досега оваа проблематика не беше толку сериозно сватена од страна на нашите граѓани и мислам дека сега оди во нагорна линија со самото тоа што ние како луѓе од фелата и од струката говориме и многу често укажуваме на опасностите кои што се околу користењето на интернетот и како граѓаните да постапуваат во соодветни ситуации. Така, кога говориме за интернетот, несомнено говориме и за социјалните мрежи, за сите појави кои што таму се случуваат, вклучувајќи го тука и врсничкото насилство, односно сајбер насилството таму. Кои се советите кои што еве човекот Фелата ќе ги даде можеби на таа тема, како да се заштитиме на социјалните мрежи? Ја знаеме ли доволно политиката на социјалните мрежи, при тоа објавувајќи таму јавно достапни и фотографии, и податоци секако? Затоа велам, колку ние ќе можеме да пласираме соодветни информации, толку луѓето ќе бидат запознаени со нашите активности. Секако дека мора да се внимава и во таа насока. Не треба да се става, затоа велам, не треба да се става стрикна забрана за нешто што постои и во овој сегмент, но пак да се биде предпазлив за да не се дојде до одредени несакани последици. Ако забраните вие да се посетуваат одредени да се поставуваат одредени постови или одредени информации за вас или за некоја личност, мислам, тоа е пак индивидуално до самата личност која што сака да стави одредена слика или одредено видео за самото негово случување во животот. Некои во таа работа се повешти, некои се поистакнати, така да кажеме. Така да колку повеќе се истакнува нештото, по-голем ризикот да тоа биде злоупотребено. А колку помалку информации се, знам дека сите сакаме да се пофалиме со нешто, да направиме нешто, меѓутоа тоа носи и соодветни ризици за тоа да биде и злоупотребено во наша штета. Така, треба ли да го користиме интернетот во секој аспект од денешното живење, во денешното секојдневие, како да се научивме најлесно да ние се да најдеме и да видиме на интернет, меѓутоа остана ли нешто што можеме да го направиме без интернет, еве? Видете, затоа викам, секоја работа треба да се користи со одредена доза на предпазливост. Секоја работа треба да биде непретерана, значи да биде во одредени граници. Она што јас секогаш го препорачувам и заедно со колегите кои што работиме на оваа проблематика е да користењето на интернет не биде забрането, користењето на било кои портали и социјални мрежи да не се забранува, меѓутоа да биде дозирано, да не биде претерано, да биде онолку колку што
ние ако сакаме да бидеме нешто поистакнати, меѓутоа да имаме предвид дека секогаш можноста за предозираност е поголем ризикот за злоупотреба на нашите податоци кои што ги ставаме на нашите портали или нашите интернет постови. Така да интернетот повеќе да го користиме за едукација. Јас, да речеме, и на студентите и дома на фамилијата говорам да интернетот го користиме, може и заеднички да се користи за одредена слушање на музика, читање на одредени информации, читање на одредени книги, бидејќи сега има и книги кои што се електронски достапни на интернет, така што секогаш едукацијата и учењето мора да ни биде на прво место, за да може нормално и забавата е тука присутна, меѓутоа ако пристапиме прво према кон нешто што сакаме да се едуцираме, а потоа да се забавуваме, мислам дека тоа е најдоброто решение. Барем јас од искуство лично и од она што го имаме истражувано со одредени колеги заеднички, дојдовме до такви сознанија дека ако најбезбедни интернет сајтови или портали се оние кои што се посветени на едукација, на книги, на информации кои што се поврзани со одредени научни истражувања. Вие, да речеме, ако отворите некое интернет списание кое што се бави со објавување на научни трудови, многу е мала веројатноста да налетате или наидете на нешто што може да ви биде на штета, бидејќи таму се на таквите интернет портали и се наредени научни трудови во одредена специјална дејност и имајќи го предвид фактот што ние повеќе сакаме да се забавуваме отколку да се едуцираме, тие сајтови се и помалку посетени отколку сајтовите кои што нудат соодветна забава. Така. Меѓутоа јас затоа можеби помалку опасни. Да, и затоа тоа е индивидуално секогаш. Мојата препорака е јас секогаш користам повеќе едукативни интернет страници отколку забавни. Од забавни интернет страници може да се слушне некоја убава музика и така натаму, нешто што секој може да се расположи и а не да става, да речеме, соодветни лични работи и податоци. Да, може да се става, меѓутоа да се ограничи кругот на пријатели кои што може се до тоа да го гледаат. Така, кои се предизвиците со кои што се соочува денес интернетот? Каква иднина му се предвидува на интернетот? Па со самиот развој на технологиите и со вештачката интелигенција, интернетот секако дека ќе зима се поголем развој во нашето и се поголемо користење во нашето живење, и од таму и опасноста што не демне ќе биде исто така поголема и поризична. Од тука земено мора да се внимава, многу да се внимава како сето тоа се прави. Ако е потребно дури и да се едуцираат граѓаните, да прашуваат, значи нема во одредени држави има поговорка која што вели нема глупаво прашање, има прашање кое што треба да се праша и да се даде соодветен одговор. Тоа е нели соодветна англиска поговорка која што секогаш се користи. Така да и таа користејќи таа поговорка секогаш да ни биде на ум дека се што правиме да правиме со одредена доза, да не претераме во нешто, нели. Истото важи и во делот на исхрана, истото важи во
многу работи што ги правиме, Така, се што умерено. правиме, се да биде умерено, се да биде дозирано. Ако така пристапиме према нештото и самото користење на интернетот ќе ни биде побезбеден. Така, кажавме која е иднината на интернетот, која е иднината на технологијата, несомнено технологијата оди напред со брзина на светлината, меѓутоа колку ние одиме чекор во чекор со технологијата и колку ние како општество сме спремни да ја следиме технологијата? Па, како што кажав и претходно, Македонија оди напред доста добро и во делот на телекомуникациите и во останатите техничко-технолошки развојни активности. Го следиме чекорот и во IT технологиите, и во сајбер безбедноста, во телекомуникациите, и во електрична енергија, и во сето оно што е поврзано со техничко-технолошкиот развој на државата. Почнуваат работите да се движат нанапред. Имавме соодветен застој изминативе неколку години, но приметувам дека се случуваат соодветни активности. Државата превзема соодветни активности во делот на дигитализација на одредени процеси, кои што би ги олесниле активностите и услугите кои што граѓаните би ги користеле во иднина да дојдат до соодветни или документи или соодветни услуги на државно ниво, и сето тоа го возможува технологијата за да можат граѓаните да добијат соодветни услуги и побрзо и подобри и поквалитетни. Така, професоре, кои ќе бидат клучните совети кои што ќе ги упатиме и дадеме кон нашите граѓани, кон сите оние кои што се засегнати, односно тоа се сите оние кои што ќе го погледнат ова интервју, бидејќи сите ние денес сме на интернет, па така еве најбрзите, најлесните совети како најлесно да се и најбрзо да се заштитиме, конкретно еве на социјалните мрежи, на интернет пребарувачите. Па секако со одредено дозирање на користење на самите тие активности, што помалку да користиме телефон и ако веќе ги користиме, да ги користиме за поедукативни активности и да ги користиме во одредени интервали кои што би можеле да ни користат и на нас, а да можеме и подобро да се заштитиме, бидејќи како што кажав, со почести користења, а интервалите да бидат пократки, по безбедноста и ризикот е подобар за самите корисници. Така да се што е дозирано, се што е умерено е добро за секој корисник на интернет, за секој корисник на уреди кои што имаат пристап до интернетот, било да се тоа паметните телефони, било да се компјутерите или таблетите. Тоа доведува до полесно да може да корисниците доаѓаат нормално до информации, а да бидат од друга страна и заштитени. Така, полека го заокружуваме овој наш разговор. Ние тука имаме еден подарок за вас, повторно нешто поврзано со технологија, вредносен ваучер од 500 денари од моите пријатели од Smart Service. Тоа е еден сервис за продажба и поправка на мобилни телефони и сите оние електронски уреди. Можете да си го искористите во Smart Service, продажниот салон кој што се наоѓа во трговскиот центар во Лисиче, овде во Скопје. Повелете, ова е за вас. Со ова и конечно ќе ви се заблагодарам за овој разговор, за овие совети, овој апел кој што го пативме кон нашите гледачи, кон сите нам кои што сме засегнати од темата интернет, од темата сајбер безбедност и сајбер простор. Многу ви благодарам што бевте дел од своја страна. Ќе ви се благодарам уште еднаш за разговорот и се надевам дека ќе имаме и други теми за понатамошни излагања пред камерите. Професоре, ви благодарам и на вас и сум на располагање за секоја работа која што е поврзана со телекомуникацијските услуги.
Така е, почитувани гледачи, ќе ви се заблагодарам и вам. Се надевам дека со овој разговор со професорот Борче Арсов упативме препораки и совети до сите нас кои што сме на интернет, кои што умееме дали повеќе или помалку рационално да го користиме интернет просторот. Се надевам дека овој разговор убаво ќе ви дојде. Ќе ве поздравам овде и ќе посакам да се видиме за една седмица од сега. Знаете, секоја среда во 17 часот и 15 минути на фреквенцијата на телевизија Сонце. Се гледаме.